Докторке, многу неинформирани пациенти, само што ви побараа значи одговор на прашање, има промени во постапката, ќе сакате ли накратко да ја соопштите? Кои се промените? Промените се во патеките на закажување на пациентите во однос на тоа на возрастната група, во однос на тоа на клиничката презентација, дали се тоа симптоматски жени кои што немаат никакви тегоби, значи или навидум здрави жени, кои што ги поделивме од општата популација на жени кои што имаат карциноми на дојка, кои што имаат некаква палпабилна грудка, значи напипале некоја тврдинка во дојките, што не значи дека ќе биде карцином, значи ние мора да го докажеме тоа, со цел за да може да прегледаме што поголем број на пациенти. Во скрининг мамографијата да можеме да прегледаме во текот на денот до 20 пациентки, додека во диагностичката мамографија тоа се 7 пациентки во денот. Ако би останале само на нив, ние нема да сите овие пациентки нема да можат да стасаат на преглед. Значи кога кај жени, значи од 45 години до 69 години без симптоми се пријавуваат во скрининг мамографија. Жените од 40 до 44 години исто без симптоми. Можат со само пријавување, тоа е оној сајтот што го прикажавме и на флаерите и на телефонски број може да се пријават, кои што можат да влезат во скрининг мамографија. Сите пациенти кои што имаат или немаат никаква симптоматологија, имаме жени под 40 години кои што сакаат да одат на преглед на се они нема да направиме мамографија бидејќи ако немаат фамилиарна генеза, ако не сме напипале нешто, значи они сите идат во кабинети на дојка. Во кабинетот на дојка радиологот одредува дали кај таа жена од 40 години ќе направиме мамографија. Имаме многу млади жени кои што имаат карциноми на дојка, кои што се да речам 27-29 годишна возраст, каде што не го очекуваме таквото нешто и кај нив правиме мамографија. Значи не значи дека ако е помлада возраст, а има клиника, ние секако ќе направиме мамографија. Додека пак жените кои што имаат карциноми, кои што се под терапија, кои што мора да дојдат на преглед, затоа што тоа зависи како ќе биде онколошкиот тек, дали има одговор на терапијата на таа што ја прима, тие одат сите во кабинет за дојка. Дали може би имате информации поврзани со нашиот град, бидејќи еве слушнавме податоци кои што не збуни едноставно 1000 пациенти на годишно ниво, пациентки, но и појава кај канцер на дојка и кај мажи. Да. Канцерот, значи, не ги заобиколува ниту мажите. Во поразвиените земји има тенденција да почнат да прават и скрининзи кај машката популација, меѓутоа ние тај поредко, значи 1 на 800, дека 1 на 8 жени. И заради тоа ни се потребни скрининзи да се прават редовно кај здравата популација. Точно тие се здрави жени, ние ги озрачуваме, одат на рентген, бидејќи тоа е снимањето е со рентген зраци, значи да не се лажеме, меѓутоа тие се рентген зраци кои што се со помала продорна моќ, колку што е дојката, колку да е 5 до 7 сантима. На база на тоа ние добиваме, изготвуваме заклучоци, дали кај таа жена имаме нешто да правиме дополнително или е жената здрава, ако е здрава по скринингот, даваме препорака дека таа жена треба да се врати во скрининг програмата. Значи, од тој регистар, од Министерството на здравство по 2 години ќе добијат исто така SMS порака, каде треба да се пријават, во колку часот и во која установа. Тоа е тоа. Значи, чим ќе влезат во регистарот, мислам дека тој циклус малце ќе се затвори. Ви благодарам.